Уште едно издание на Равенка за успех, имаме личност која за себе ќе зборува и за нејзиниот успех и за тоа што поминала во животот. Интересна, отворена, секогаш транспарентна за сите работи кои се случуваат во животот и го задржува вниманието на гледачите баш заради тоа што е без влакна на јазикот и што многу отворено зборува за својот живот. Драгана Спасовска, македонската Ким Кардашијан, девојката која секогаш доаѓа до израз со нејзините облини. Драгана, како си? Фала на прашање, супер, и фала на покана, и фала на комплиментите. И ти изгледаш преубаво и баш ми е драго што сум гостинка кај тебе. Драго ми е и мене што ќе споделиме она што ти се случува во животот. Сега во моментот те затекнавме тука во Македонија, заради тоа што ти си постојано на некоја релација, натаму наваму патуваш, постојано си активна, постојано нешто ти се случува во животот, но не забораваш да на секои 2-3 месеци свратиш дома, да речеме, ајде во Македонија. Не знам дали ти е дома. Па да, дома ми е, заради тоа што моите родители овде живеат. Искрено мислам дека нема поубаво од патувањето, а јас никако сум addicted, пристрастена сум кон патувањето и не можам ако поише од 1 месец и пол останам во Дубај, ме фаќа некоја депресија и мора да патувам негде. Добро, Дубај е топло, сончево, веројатно потешко фаќа депресија таму, отколку во овие За години живот таму, верувај дека веќе ми е досадена, но убаво е, не се жалам. Дубај е една од најубавите дестинации. Јас сум многу благодарна што имам возможност да живеам таму и да се задржам 11 години. Дали е тешко да опстоиш 11 години таму? Па види, ако имаш голема волја, ако си амбициозен, зависи што сакаш во животот, никаде не е тешко. Јас прв пат кога дојдов во Дубај, се заљубив и реков дека таму ќе останам да живеам и веќе 11 години успешна кариера градам, живеам, задоволна сум, среќна сум. Ајде вака ретроспективно сега ќе се навратиме на твоето минато, за да дојдеме и до тој момент, нели, за она сега што си го избрала свесно, трезвено за твојот живот. Како дете си била активна уште тогаш, нели, си сакала публицитетот секогаш, си сакала медиумско внимание и сето тоа, што веројатно децата уште од мали тоа го покажуваат. Некои нели премногу се срамат, некои се отворени. Усител бамбини, такви некои детски звон. Да. Започнав прво на Сител бамбини во хорчето и од секоја знаев дека ќе бидам популарна, дури кажа во едно интервју дека ќе ја надминам Ким Кардашијан, дека светска кариера ќе имам, се стремам кон тоа. И во Сител бамбини уште кога бев, секогаш кога камерата снима, гледав да бидам пред камера, таква бев од мала амбициозна, упиклива, сегде се пикав каде што има некој настан, над звон одев, тогаш ми текнува дека имаше една емисија на детски начин, снимав исто еден филм Големата вода, а после тоа нели кариерата ми започна и во Бугарија. Да. И ти си по потекло бугарка оствари, така? Мајка ми е бугарка, а татко ми е македонец. Така. Пола. Таму студираше? Во Пловдив, мајка ми од Пловдив, уче во Европски коледж, бизнис администрација и започнав да се снимам по многу спотови од Pioneer. Од Pioneer продукција, а после тоа одев по доста конкурси, Мис Софија, Мис Пловдив, Мис други градови и бев на наслов на по многу списанија, исто така и на билборд имам во Нишанташи во Истанбул, пред многу години бев као рекламно лице. Соработував со доста фирми, пошто Истанбул е доста блиску од Пловдив, околу 4 часа со кола. И Бугарија ја сакам многу, не знам, некако Бугарија ми е во крвта. Добро, можеби тоа начинот на живот во Бугарија ти одговара, ти ги отворило вратите и видиците за она што си сакала да го направиш, нели? Начинот и пристапот. Публитет има, како да кажам, поголема публика има, сепак Бугарија е поголема земја и од таму можат сегде да те забележат, може твојата кариера да прерасне уште повеќе. Ти започна како фотомодел и веројатно во тие кругови некако се пронајде и еве ден денешен тоа ти е како примарна професија. Да се сликаш, да бидеш во инфлуенсерските води, да работиш за одредени фирми. Што е захтевно за да се одржиш во фотомоделството?
Па мислам Што е дека потребно? амбицијата, јас сум Мгм. многу амбициозна. И јас пример не прифаќам не за одговори. Ако сакам нешто, тоа мора да биде да. Значи и некој да ми рече не, јас пак ќе бидам упорна, затоа што сите знаеме многу истории има еве и со холивудските ѕвезди дека некој бил одбиен за некој филм и после 20 пати не, 21-виот ќе биде да. Така да силна волја, амбиција, да се одржувам, нели, да изгледам добро затоа што Ништо. се Телефоно. да изгледам добро, да се одржувам затоа што јас сепак така и ги заработувам парите, надвршниот изглед е доста пресуден. И да, тоа е. Зошто ти е репер Ким Кардашијан? Те рече дека сакаш да ја надминаш токму неа. Значи секој си има некој идол, пошто ти е она специфично освен по нели нејзиниот физички изглед? Прво, многу ми се допаѓа тоа што како изгледа, надворешниот изглед. И второ, таа е многу доминантна жена и мислам дека цела фамилија Кардашијан го вртат светот. Исто така тие се многу поврзани како фамилија. Сите заедно си помагаат, тоа е големо семејство од сестри. Имаат и реалити, го покажуваат целиот нивни живот. И тоа ми е една од желбите на Netflix, да имам мое реалити. Да. Целиот мој живот, затоа што мислам дека сум доста интересна и има што да покажам. Мгм. А си почнала ли да работиш на тоа да ете направиш и што е потребно во тоа реалити како што они го прават, нели има и сценарио, има и малце вистина, малце нешто што би било интересно за гледачите. Имаш ли ти таква храброст да се прикажеш во, да кажам, 90% реално како ти функционира и поминува времето? Па имам затоа што реално и мојот живот е многу паблик. И јас сум многу отворена, како што знаете сите, доста изборувам и за операции, за моите патувања, за целиот мој живот. Така да нема да ми биде проблем ако имам и дома 24 сати камера и да ме снима. Да? Да. Добро, тоа е смело. Гледаш, треба да си роден за тоа да можеш така. Како дојде можноста да отидеш во Дубај? Кој ти пружи рака? Како, на кој начин се случи тоа? Претпоставувам, од Бугарија продолжи за Дубај. 4 или 5 години живеев, додека студирав, живеев во Пловдив. Тоа е втор по големина градот во цела Бугарија. Доста убав град, со доста забележителности. Сега ја малце мешам некои зборови македонски, бугарски и англиски, ама опростено ми е. И веќе тоа беше врвот на мојата кариера. Значи не можеше ништо повеќе да се направи. Отидов сосема случајно, другарка имаше роден ден и одлучи да го слави во Дубај. Ние бевме две другарки поканети. Во моментов во кој што стапнав на дубајска земја, имаше некоја, не знам, јас сум многу спиричул, многу духовно исполнета и верувам во пример во знаците на вселената, на универзумот. И имаше некоја силна енергија што осетив и мислев дека тоа е моето место и си реков дека ќе се преселам и за 2 месеци се преселев во Дубај. Да, така лесно ти се поклопија куцките. Па каква, ако имаш силно верување во тоа, ја многу манифестувам. Нешто што сакам да ми се деси, веќе го замислувам со визија, конкретна и јасна визија дека мене ми се има десено. И така во животот ми се случуваат работите. Животот е како ако сакаш да фатиш една пеперутка и да ја бркаш таа пеперутка, ти никогаш нема да ја фатиш. Ако направиш градина полна со цвеќиња, таа сама ќе дојде. Така и во животот. Работите ќе ти се случаш ако не копнеш по нив, ако не тежнеш. И пример еве и во една врска да речеме, ако девојката е залюбена во мажот и по секој начин го сака тој дечко да го фати и ги прави сите обиди како да го фатам, трча, тој уште повеќе ќе бега. А ако веќе си кажеш дека не те интересира тој маж, во многу случаеви на крај тој доаѓа сам. Тоа се некои знаци што ако стварно човек ги практикува, мислам дека ќе живее вака како што ја живеам. Драгана, ти делуваш навистина среќно. Така изгледаш, нели? Фала. Она што го покажуваш на социјалните медиуми е постојано некој луксус, задоволство, патување. Дали навистина животот така едноставно ти тече или пак тоа што се гледа на социјалните медиуми е само убавата страна на животот? Види, сите ние сме луѓе што имаме чувства, имаме емоции. Јас сум доста емоционална личност и гледам да не гледам вести, да не гледам такви некои црни хроники, затоа што тоа
ако го погледнам тоа одма ќе ме натажи. И затоа се обидувам да речеме 90% да бидам во таква некоја вибрација на среќа, на убави работи, на радост. Нормално дека јас ако имам тажен ден или ако нешто не ми е по кејф или паднам во некоја така депресија, нема тоа да го објавам на Инстаграм. Зошто? Па не знам, Еве ако правиш реално шоу, тоа ќе мора све да се гледа. тоа ќе биде платено и тоа ќе биде шоу и тоа мора да се покаже. Значи ако на мене некој ми плати да ми ги гледа солуците, ќе го објавам и тоа. Добро. Се обидувам колку може да бидам најпозитивна и да не ме бутка така некои критики или лоши мисли. Но сето тоа што го објавувам, тоа си е целосно мојот живот, како јас живеам, значи јас не објавувам работи што не ми се случуваат на мене, тоа е моето патување, ресторани по кои што јас одам, дискотеки, што пијам, што јадам, да го сакам луксот и мислам дека луѓето што нема тоа да го признаат, тоа е лага, секој го сака луксот. Зашто ако можам да дозволам да јадам кавијар, не би јадала. Луксузниот живот е, да, убав, но не е секогаш комплетна среќа. Што освен тоа те прави среќна? Со годините научив дека најбитно нешто што не може да се купи со пари е пис. Да го имаш мирот и да го имаш спокојот. Ти може и да си, не знам, јас кога бев во Мајами, луѓето не даваат прво толку лесно виза. Има луѓе што цел живот копнеа да земат виза. Имам виза 10 години. И пример, они сакаат да одат Лос Анџелес, Мајами, јас кога отидов таму, мене не ми се допадна едноставно. Зошто? Па не знам, јас сум малце така странен тип на човек. Ако нешто не ми одговара и не ми се допадне, си го собирам куферот, одам на друга дестинација. Не само заради тоа што види ова е Мајами. Ако не си ти во душевен мир со себе си, ако твојата душа и духот, телото со духот не се во комплетен баланс, нема да го имаш, нема да бидеш во мир со себе. Затоа мислам дека најбитно нешто е времето и мирот. Ти можеш и во една, не знам, во некое село да отидеш, али да ти царува внатрешен мир и толку да си благодарен, толку да си среќен, а можеш и на месечината да се качиш или во Мајами да отидеш и да не бидеш среќен. Да, тоа се служувам сигурно дека местото не ја прави среќата, тоа што го носиш во себе и тоа што го чувствуваш е тоа вистинското, ако ти се поклопи да бидеш насмеана, весела и мирна, е најголемото задоволство. Што тебе те прави највеќе мирна? Што ти дава најмногу спокој? Ми кажа дека имаш твој личен гуру, дека си ете на тој некој начин си го постигнуваш балансот во телото и духот. На кој начин го правиш тоа? Зошто одбра така? Па види, јас не одбрав така, едноставно животот така ми се стече. Околу 30 години, после 30 се ми се промени. До 30 можам да кажам дека живеев доста неконтролирано. Го зимав денот како денеска да е последен ден. Ако излезам, мора, не знам, сите да дознаат дека сум искочила. Така живеев 200 на сат. И после веќе испаднав во една депресија, каде што имаш веќе си го постигнал нивото. Да, сакав да бидам популарна, станав популарна. Во Бугарија снима за мене интервју 7 сати на национална телевизија, Нова телевизија и BTV ме имаше, што многу од пејачките и луѓето што живеат таму не прават емисија целосна за нив. Станав популарна, го посетив така делумно светот, доста дестинации, 40-50 држави имам посетено. Можам да јадам тоа што сакам, можам да се облакам тоа што ми се допаѓа. И во еден момент видов дека јас сум уствари несрекна, затоа што тогаш не знаеш што е душевен мир. И така моето джорни, како да го преведам, мојот пат тргна со тоа што запознав еден гуру и тој ми помогна. Примерете, имаш 7 чакри на телото, да ти се отворат чакрите, одам на кундалини, јога, на медитации, станав многу поумерена, посмирена. Дури предходниот гуру кога ме виде ми вика, а знаете дека гуруто се како сад гуру, доста смирен, не може да излезе тој out of control. И ми вика, Драгана, бев како тебе, знаеш, јас порано бев доста, мора на секое
некој ако нешто ми каже, мораше да му вратам. Значи, мора јас да бидам последен да е мојот збор. Сега едноставно бројам до 5, бројам до 10 и не мора на некој да му паѓаше на нивото и не мора да му вратиш. И викам, леле, што збори Гурова како бил како мене. Јас сум доста така, не знам, и емоционална, емоции ме тресат. У Бугарија викаат устата. Тоа македонска крв, македонска жичка. И сега сум многу балансирана и живеам многу посмирено, во многу поголем баланс, во спокој. На Бали одам на ретрит, 6 дена, пример во џунглата одиш, стануваш од 6 до 7, имаш кундалини јога. Да, тоа се организирано, мислам со... Јас си ги наоѓам, а си одам, примерно, си правам некои мои спиричуал работи, секој месец на full moon, си кажувам манифестации, затоа што, пример, јас сакам да ми се случи, како веќе да ми е случано. Ми си зборувам, нели, јас сум Драгана Спасовска, најпознатата во светот, и така и има направено и Джим Кери, он сам кажува. Јас искрено и во новчаникот денеска има средба со доктор Жарко, поздрав до него, така многу добро ми делуваше, баш ми рече дека е фасциниран од моето размислување, би сакала и секој вака да размислува, да биде позитивен. Джим Кери има напишано чек за 10 милиона и татко му починува и тој чек му го става во џебот. И првата негова работа, мислам дека за глупавиот и поглупавиот филмот, он добива чек од 10 милиона. И он секој ден во рок од 4 години одел на едно место во Лос Анџелес, каде што седел таму со сати, додека стварно не поверува дека е вистинска звезда. И си одел тогаш кога верувал во тоа. И тоа е таа силата на подсвеста. Тоа, значи, не е само едноставно да се зборува или да се каже, тоа е верувањето. Што конкретно еве тебе ти се реализирало што си го замислила така? Па имаш ли некој пример конкретно? Примерот за тоа е за билборд на Times Square. Значи, првата македонка бугарка билборд на Times Square. Во неколку емисии што го имав манифестувано, после тоа тие емисии ме побараа да бидам гостинка. Гледав едно интервју и доста интересно беше на бугарски и викам, леле, какво е добро интервјуто, и само лайк ставив. За неколку сати човекот што го зема интервјута ме побара да бидам гостинка и сега во четврток одам во Бугарија, во сабота ќе бидам гостинка во таа версија. Повеќето работи или пример ќе речеме и оваа дестинација сакам да ја посетам и толку силно го сакам. Секој јануари во едно тефтерче си запишувам летото искрено кои дестинации и што ќе ми се деси целата година. Да не речам на 100%, и тоа си го имам, си го чувам, на 90% работите што ги имам напишано, ми си имаат исполнето. И дестинациите предходното лето, не ова, предходното лето имав напишано, прв пат отидов и на Ибица. И викам, леле, сега сакам Ибица да отидам. И како што го напишав, од Ибица одам Миконос, Миконос одам Сентропе. Точно по графикот по кој што ги напишав работите, така беше моето патување. Браво, супер. Убаво е тоа, навистина, вака кога ќе слушнеш дека на некој толку му се остваруваат желбите, зашто многу луѓе мечтаат за нешто со години, па не можат да го остварат. Ама затоа што они внатрешно можеби не го сака, ти треба да се приспиташ дали ти внатрешно вистински сакаш, да. И јас тогаш еден период кариерата мене не ми одеше многу напред и имав сесија со хилер на Бали, што многу тешко беше да се закаже таа сесија. И не знам како, чудо ми се деси, некој откажал и мене жената ме зема. А тоа беше на датата кога и дедо ми имаше починато. И она ми рече, духот на дедо ти сака ти да бидеш тука присутна и тебе да ти помогнам. Хилинг сесијата е човек што работи преку твоите трауми, затоа што јас мислам дека ние траумите, дали од претходни животи, дали од тоа во детството што ти си има десено, и ти ги носиш и ги влечкаш со тебе со долги години, мора тоа да се пресече. Тоа треба работа. И затоа тој период не ми одеше кариерата. Јас викам, не ми оди некако кариерава, не ми се дешаваат работите што сакам. И жената ми каже, вика, Драгана, затоа што ти во моментот психички не си толку стабилна и не можеш да го понесеш тој товар на таа голема селебрити. Јас веќе кога работев врз себе, кога го исчистив тој период, самите понуди ми доаѓаа за да станам по и популарна. Затоа човек кога е исполнет и кога е среќен сам со себе, ти привлекуваш таков партнер. Ако ти не си среќен со самиот себе, ти ќе привлечеш
Таков како што си внатре ствари. Прозрачи Што приложиш, да. Иначе кажи ми, кои ти се тие досега достижни понуди кои си ги добила што за тебе биле изгледале предизвик? Како мислиш Соработки. Што си ги достигнала, нели ти биле предизвик и си успеала да ги достигнеш? Француски доста популарни француски списанија на наслов на француски списанија, бугарски исто. Сега имам исто една понуда за Vogue, арапскиот Vogue, и ќе правам исто фотосесија, билбордот. На Бали исто кога бев, една девојка се поврза со мене, она прави свој собствен накид преку бисери, доста беше интересен и она се поврза со мене и снимавме и од таму после испаднав за една од топ 3 најубави девојки на билборд. Така не знам кога веќе и не тежнам кон работите да ми се случат, ми се случуваат, но тоа е за мене најголемото достигнување. И по доста и подкасти, срекна што имам прилика да бидам во некој подкаст, затоа што луѓето можат многу повеќе да дознаат за мене. Да. Не е сето тоа што го гледаат мојот профил, облини, секси тело, убав начин на живот, вака многу повеќе може да видат и да научат каков човек сум јас и како на мене ми се постигнати сите овие работи и они да почнат по истиот начин и да размислуваат. Реално во претходниот подкаст доста млади луѓе ми пишаа дека убав печаток сум им оставила и доста коментари имаше за девојка, имавме различно мислење, ми се смени мислењето, ме праша исто кои книги ги читам, како и они да излезат од тој булинг или некоја депресија. Ме интересира навистина баш заради тоа што има многу пати коментари и негативни коментари. Како се носиш со тоа? Што те погаѓа, не те погаѓа? Буквално мене, јас можам да кажам дека малце сум као мазохистите. И мене ако има негативен коментар, баш тоа и мајка ми вика и Драгана, тебе ти се дивам, затоа што пример кај брат ми тоа ќе го стопира. Има луѓе што ако видат негативен коментар, тоа ги стопира. А кај мене тоа некако не знам, ми дава некоја посебна енергија и многу голем мотив и викам watch me, седи, стои, гледај. И тоа хейтери продолжете. Ке фалите ако ве нема. Да. Мотивот да се изгуби, не сме. Не ме засакувајте толку многу, мора да продолжите да ме тикате за да ги достигнам тие врвови што се ке мине во глава. Животот во Дубај, што нуди? Како изгледа од таму? Нели има многу различни, јас не сум живеела таму, немам представа како функционираат работите, но низ одредени искуства има и негативни, и позитивни, секакви муабети околу тоа. Како ти го доживеа Дубај? Па види, јас за 11 години да живеам таму, секако дека го сакам, но има луѓе што или го сакаат Дубај или не. Нормално, во Дубај живеат едни од најбогатите луѓе, тоа е факт. Тоа е најбезбедно место за живење, без разлика што пишуваат, не знам која девојка била убиена или не знам што, тука криминалот е секој ден. Јас си во претходното интервју тоа кажа, јас да излезам тука од врата, не знам што ќе ме снајде. Само што таму е ограничен, да се дешава тоа и може ако се деси еднашка во 5 години, да се дигне голема фама. Но да ја оставам негде ташната, да оставам пари, јас станот мој не си го заклучувам. Значи, мене ми доаѓа и сега, кога не сум тука, мене ми доаѓа 2 пати неделна чистачка, што има клуч, да дојде дома да исчисти, ништо никогаш не ми фалела. Да, вистина е дека има премногу као флашес, премногу лукс и на некој тоа што нема толку возможности, не може таму да парадира, нормално дека, како што викаат, подобро прв во село од него ли последен во градот, да не му се свиѓа, но од сите мене ми е омилен. Ја ако сакам од Дубај да отидам, Малдивите ми е 3 сати. Значи да отидам негде на екзотика. Еве нормално Дубај од една пустиња, сето тоа е фейк нормално. Мене по некој пат ми фали природа. Сешелите, Малдивите ми се на 3 сати, директен лет има до Тајланд е 6, до Бали е 9. Европа ми е пак на 5-6 сати. Еве ти скијање, еве ти екзотика. Ако треба од Македонија да патуваш или негде од Европа, тоа ти е 2 дена. 15-16 сати да излезеш и плюс нели карти скапи, некој може има и фобија во тоа да биде во авион толку затворен. Има големи плусови, но секако може би има и големи минуси. Мене минуси не ми застрашиле, но малце
како да кажам, многу израсна, затоа што јас се дружам со луѓе од целиот свет. Јас се дружам со арапки, со русинки, разбираш за менталитетот на луѓето. Го нема, ми фали храната, балканска храна, она патлиџан да е вистински патлиџан. Но останатото не ми фали. И до негде е убаво што јас не си ги знам комшиите. Ние не се поздравуваме со комшиите, јас не ги познавам кои се. За кога седнувам со другарка негде кафе да се пие, тоа е пола сат. И ние за тие пола сат ние разговараме само за нас, што ја да подобрам, кај да отидам, дали некој хилер знаеш, или пример за процедури на лицето. Ти недостасува ли тој живот таков како што го има во Македонија? Социјалниот живот, дружбите, кафаните? Не, тоа мене може кафана еднашка во 2 недели, окей да ми недостасува, ама јас не можам да седам со сати во еден кафич и да зборам зашто Митра има ваква кола и кој ја купил колата на Митра. За мене тоа е загуба на време. И ти фактички со тоа загуба на време, ти енергијата ја насочуваш на друг човек и не може да ти се случат работите. Да. Јас стварно не си ги познам ниту комшиите, никогаш никој нема да слушне дека јас можам да седнам да оговарам некој. Тоа моето време е најскапоценното време. Значи, добро, ако ми платите, може и да седнам да го изгубам така времето, но шанса нема. Моето време е нешто што не може да се купи и со пари, а и времето не можеш да го вратиш. За 1 сат ако го изгубам, јас за 1 сат можам нешто да прочитам, да отидам на масажа, да си направам добра процедура, да изгледам добро. Кој режим на живот го имаш за да одржуваш линијата и колку работиш на тоа и колку корекции? Рече дека воопшто од тие работи не ги криеш, а постојано работиш на својот изглед затоа што тоа е дел од твојата работа всушност. Мислам, и секоја жена сака да изгледа убаво, без разлика дали е тоа. Битно е жената да се негува затоа што жената е како цвеќе. Колку повеќе се негува, толку повеќе изгледа добро и се. Една жена, жените се лутат зашто мажите ги вараат, па не може ти после брак и после ако родиш дете да престанеш да функционираш. Значи нормално дека и некој вика природна убавина. Ма јас не можам на 55 години да чекам јас да бидам природна убавина кога е 21 век и какви ли не процедури има. Јас би сакала, јас се дивам на мајката на Ким Кардашијан. Ја на 70 мислам дека има. Ја на 70 да изгледам така, а кој не сака? Во Скопје кога сум играм тенис, поздрав до Кики Божиновска, до незиниот тениски центар, играм тенис и одам на вежбање со персонал тренер. Во Дубај 3 пати неделно исто девојка од Бразил со неја тренирам, одам на масажи, лимфни дренажи. Еднашка во месецот примам инфузија, тоа се вика IV drip, со сите као бустер за подмладување, витамински бустер и неколку пати во месецот одам на инекции, бустери, витамински исто за хидратација. Сега 3 пати имав направено сперма од салмон и тоа е као, не знам, дури многу посилно, 2-3 пати посилно и од ботоксот. Да? Да, цело лице ти е како лифтинг и обтегнување. А има некакви нуспојави тоа? Дали може да има некакви нуспојави? И мене сите ми викаат дури рефрешинг, како сега, види, не треба да си го промениш личниот опис. Јас и на Google имам мои слики од пред 10-15 години, јас сум таа, така изгледам. Но јас сите операции што ги правам се тип као малце рефреш. Нормално е, ние старееме, нормално е, јас сакам да се грижам за себе, јас сакам кога ќе се видам во огледалото да ми се допаѓа тоа што го гледам и нема ништо лошо во тоа. Ако не почне нормално човек да забегува. Да. Да почне да се... И уште те сум забегала. Добро, имаш нели некоја системски одржување кое верувам дека нема да доведе во ситуација да правиш некои драстични промени на себе. Дали имаш некоја визија еве што конкретно сакаш сега што си зацртала како цел да го направиш освен тоа што сакаш да станеш попопуларна од Ким Кардашијан? Дали имаш некакви ангажмани секојдневни? Ми кажа дека си држала некој салон за убавина. Имаш ли такви амбиции да си отвориш некој свој собствен бизнес или ова ти е сега доволно за заработување и за функционирање? Па сега во моментов работам прво и долги години работам врз моето име да го промовирам, Драгана Спасовските, да биде добро испромовирано име, за да може во иднина како Кайли Дженер да си отворам, да направам мој бренд на козметика.
затоа што се е маркетинг. Ако добро си ги изиграш картите и добро го промовираш твоето име, јас сутре и обично лабело или обичен шампон со моето име да го пуштам на пазарот, мислам дека тоа ќе биде бум, затоа што младите сакаат да купуваат нешто што е на некој. Младите по тоа се водат, како и ете пример ти Гучи, ако некој има финансиски, ако е стабилен, Гучи ќе си купи затоа што е Гучи, затоа што е тоа име, а не дека можеби многу му се свиѓа Гучи. И да, тоа е тоа. Една од Брендот продава, да. да, една од најголемите желби ми е да посвојам деца. Сакам многу да посвојам деца. Сакаш да посвоиш и да родиш или само да Па не, посвоиш? само да посвојам. Зошто тоа го одлучи Не знам, така? тоа секој ме прашува, немам одговор искрено, можеби никогаш не сум била толку многу заљубена. Ја многу ги сакам децата и за мене љубовта е љубов. Љубовта е и да земеш една мачка од улица, да ја прибереш дома, таа ќе стане дел од твојата фамилија и ќе ја засакаш како своја. Нема врска тоа дали ти ќе го родиш или не. Има доста деца што за жал никогаш нема да знаат што е љубов од семејство и тоа утре, како и лошо да звучи, они утре нема да функционираат како нормални луѓе. Како би функционирала една млада девојка ако знае дека мајка и татко и не ја сакале и оставиле во дом, како таа ќе дава љубов? Ако би можела, и мислам дека ќе можам и тоа ќе се исполни на 100%, неколку деца да посвојам. Ако толку бидам заљубена, јас знам дека животот е еден голем компромис и мора тоа да го правиш. Ако бидам многу заљубена и партнерот тоа го бара од мене, да, би родила дете. Ако не, ќе се задоволим и со посвоените. Кажи ми, кога се во прашање партнерските односи, дали до сега си имала партнер кој можел да го прати твојот стил на живот, да те прати тебе како личност, твоите желби да ги поддржи и да биде константно поред тебе во тешки или и добри моменти? Па види, јас сум многу силен характер, ја имам и таква малце машка енергија, немам толку силна женска енергија, имам машка енергија затоа што јас со 19 години живеам сама. И ете и во Бугарија студирав, мислам не се тука мама, тато и ако имам некој проблем да се јавам на мајка ми да ја тревожам за мои проблеми и работи, до ден денеска све сама решавам. Јас партнерите ги бирам нормално според тоа ако може да го води мојот живот, мојот начин на живот и сите биле тука, не им представувало проблем дека јас имам таков Инстаграм, дури они самите ме мотивирале, ме потикнувале и качувај такви слики, убаво е. Еве Ким Кардашијан има деца, била во брак, Јелена Карлеуша и многу други си качуваат поразболени слики, тоа е професија што ја правиш, професијата не го прави човекот. Така да до сега ете никој не се задржал, во моментов сум сингл, не сум го нашла правилниот, не ни брзам за нигде. Ако треба да се најде и тој што треба да дојде, ќе дојде. Кој профил на мажи ти се допаѓа? Па јас сакам дебелечки мажи. Да, и сакам мажи што немаат Инстаграм, немаат социјални мрежи, Значи спротивно од тебе. Да, не сме да има, не знам, некако мене ми е некако глупаво пошто јас со тоа се занимавам и сега да видам машко пример да качува на одмор ако сме заедно и да се тепаме тука кој што да постира и поповлечени, скромни повлечени, дури да не се облакани брендирано. Да личи као скитник. Толку? Па така, не знам, тоа ми се свиѓа. Сето тоа што ја не сум, пошто ја многу се експонирам, се облакам брендирано, сакам ја брендирана облека. Моите пари ги давам или за брендирана облека или за патување. И сето тоа што јас сум, кај машкото да биде опозит. Да? Значи скроз различно, не знам како ќе се најдете на фреквенција, ама може спротивностите се привлекуваат. Па ете, некој ќе рече, пошто ме поврзува со доста фудбалери, некој мисли дека сака можеби, не знам, со сикс-пакс, фудбалери популарни, експонирани, не. Не знам зашто, да, во таков круг на пријатели сум била, сме се забавувале да излеземе заедно, да ручаме, да вечераме, општи познати имаме, но не било тој мојот тип. Си имала можности да си идеш со многу познати, нели, луѓе од светска сцена.
Кои се така најшто би ги издвоила и што е поинакво, да речеме, кај тие луѓе? Дали има нешто поинакво или се едноставни? Певе се летово во Сент-Тропе бев на журка, на приватна журка, бев со Џейми Фокс и Леонардо Ди Каприо. Од небо до земја двајцата има разлика и дури на Леонардо Ди Каприо му викам, знаеш ли дека Џейми Фокс е подобар актер од тебе, и другаркава падна да се смее, вика како можеше тоа да му го кажеш. Знаеш, малце да го испровоцираш. Он е секогаш со капчиња, намршцен, ненасмеан. Јас го разбирам дека е голема селебрити, ама и Џейми Фокс има исто Оскари и е голема селебрити. Толку беше позитивен, ме заследи на Инстаграм и вика чекај да те заследам на Инстаграм. Има луѓе што се многу приземни. Дженифер Лопес е многу дигната. 50 Cent е многу приземен. The Game исто е многу дигнат. Овие што пуштаат музика, Марко Карола, Black Coffee, Kind Music се дигнати, овие се поприземни. Не знам, Уил Смит исто е окей. Има и со многу и со фудбалери, Пике е многу дигнат. Премногу дури, не ни разговараше толку, као да му ги влечка зборовите. Роберто Карлос со Пола од тимот, тие постарите што беа, као не знам, имаше некој турнир во Дубај, а Роберто Карлос и другите звезди, сега ја не ги знам, пошто искрено јас не пратам фудбал. Он е легенда. Мислам, колку мене нисичок. И цела вечер си правевме муабет, цела вечер си пие виски, си пуши цигари, баш онака, знаеш, као пријатели да сме 100 години. Роналдињо е многу приземен, најприземниот дечко што може да постои е Роналдињо. Осман Дембеле исто е приземен, доста од фудбалериве, не знам, уште не ми текнува кои други. Да. Парис Хилтон е врв. Диџеј Халед со нив имав на журка во Мајами. Ти си имала стварно близок контакт со нив, да можеш да зборуваш, да биде, какви се тие, како доаѓа до таа ситуација да влезеш во тие кругови и да имаш таква можност, да речеме, да уствариш комуникација директна? Или малце потесен тој круг, поселективен? Мене ми е тој круг на пријатели, во таков круг на пријатели, пошто јас живеам во Дубај. Значи јас летото кога ќе патувам, тие се тие дестинации што сите и популарни одат. Миконос, Марбеја, Ибица, Сент-Тропе. И кога има некоја приватна журка со селебрити, јас сум поканета таму затоа што некој од таму го познавам. И се е тоа поврзано. Истите конобари од Дубај, од сите тие места што се популарни, да речеме Джиджи, Верде, Амазонико, тие ги има Лондон, Мајами, Монако. И јас пример и менаџерите, газдите сите ги знам. Мене за резервација 5 до 12, мене VIP консиерж не ми треба. Тоа е една другарка се зеза, вика Драгана имам и вика нешто не ни треба 5 до 12. Кулам бесам. И имам мои контакти, таква сум. Мислам дека сум доста комуникативна како човек. И може... Види, тоа е за поздрав, наистина да успееш да се протнеш на некој начин секаде. Имам некој чар, тука не е до убавина или нешто. Јас и кога излегувам, начинот на облакање мене ми е спорт кежуал. Ја и фустани многу не носам, ниту нешто да е преразголено со деколте, да речам дека така ајде ќе влезам негде, него имам некој чар. Ниска сум, упиклива, имам чар, имам добра енергија. Значи, пак е оно што го кажа до енергијата која ја зраđиш и како функционираш. Те влече ли Македонија често така да дојдеш тука? Сакаш ли овде пред твоите луѓе да докажеш некои работи, да покажеш некои работи? Дали ти е на некој начин сепак предизвик да овие скептични наши луѓе што секогаш се со многу да кажам осудувачки настроени, да им покажеш и докажеш нешто? Едини човек на кој што ја треба да покажам и да се докажам сум самата јас. Одамна веќе престанав да се докажувам на луѓето. На некој никогаш не можеш ниту да го убедиш. Има во Бугарија една изречица што викаат мене ме тепа, ама ја не бев таму. Тоа е истото што луѓето ме познаваат или некој ќе рече седел со мене, а поима нема која сум и што сум. Мислам, јас никогаш не сум го ни видела тој човек. Така да целиот живот според мене е борба на мене со самата себе.
со моите сваќања, со моите луди идеи, бубачки понекогаш што ги имам во глава како и самите ние, а на некој да сакам да се објаснам и ја дури и на мајка ми дома не и се објаснувам и докажувам. Значи, ако некој не ме прифаќа таква каква што сум, зашто јас да ти се докажувам? Која е целта? Ја мислам дека ако се забулам да ставам бурка и да престанам да излагам или не знам да дури да не се ни шминкам, луѓето пак ќе најдат нешто да кажат за мене. Така да, мене тоа ми е сасвим нормално, окей ми е, нека да ме коментираат, за убавиот кон прашина се крева. Сепак јас сум ја одбрала оваа професија, не можам никој да обвинувам за тоа дали некој ме сака или не. Окей ми е. Важно е да се чувствуваш, како што кажа, среќна и да го најдеш мирот. Еве, констатиравме тоа. Дали е тоа твојата равенка за успех? Па најголемата равенка за успех е среќата со самиот себе, да се разбудиш, да бликаш од среќа. Дури да се наоѓаш на место што и да врне и времето да не е добро, како што викаат и пишува во една книга, излези играј на дождот. Времето ако не ти е погодено, ти пак можеш да направиш да ти е среќен денот, да ти е убаво. Да. Убаво е кога човек има таква визија и добро е, еве јас ќе констатирам дека твоите видици, начинот на кој го перцепираш животот и се она што ти се случува е многу позитивно. Се поактуелно е оној момент на сите луѓе се жалат на некоја анксиозност, на некоја психичка состојба, депресија. Во Македонија нели се повеќе има некоја финансиска нестабилност, па тоа ги прави луѓето разнишани. Кога си така далеку од сите, кога си во сосема нов свет, кога се зависи од тебе, ти се случувале ли такви психички падови? Кажа дека во еден период си имала депресија, но како реагираш во тие моменти кога тоа ти се случува? Види, нормално е кога имаш емоции да ти се случува. Значи, денеска тоа и со доктор Жарко зборувавме. По принцип, 99% имаш, да речеме, позитивни мисли во главата. Една имаш негативна. Човекот е настроен со тоа што баш на таа негативната ќе обрне внимание и целиот ден ќе ти се смени и ти тоа кога со лева нога ќе станеш, ти не можеш да очекуваш нешто убаво да ти се случи. И затоа е таа мокта на потсвеста е толку силна и некој вика, види, кога ќе те затера едно лошо и те затеруваат, затоа што ти духом паѓаш. А кај мене кога ќе се случи нешто што нормално не е контролирано, може да ми извади од так, гледам да го избалансирам. Или ќе земам некоја книга за да ме дигне, јас знам што ме дига. Или ќе земам некоја книга, или ќе закажам некоја сесија, дали со гуруто, дали со хилерот, да имам 1 сат, да речеме како разговор, ќе си пуштам некоја медитација, ќе се помолам и на Господ. Гледам одма брзо да излезам, затоа што ако тоа ме срине, мене тоа може и со денови да ми трае. Значи, депресијата, анксиозноста е многу лошо нешто. Ако сам не излезеш, треба голема, голема борба ти да сам да сакаш да излезеш од тоа, затоа што чувствата фактички, јас размислам дека чувствата се нереални, тоа е како илузија. Чувството ти е нереално. Ти како што ти дошла тагата, после таа тага можеш и во радост да ја претвориш. И среќата е нешто. А љубовта дали е реална? Па, според тебе? Тоа е... Јас многу пати сум размислувала на тоа. Дали е љубовта реална или е моментална состојба? Јас мислам дека е моментална состојба, затоа што тоа пример трае за мене, моја теорија. Љубовта трае можеби минути, денови, месеци. После тоа ти си го програмираш мозокот дека имаш потреба од тој човек и дека веќе си обсебен можеби од тој човек или да не останеш сам, имаш некои стравови, не знам што е. Но јас и не барам некоја љубов да ми се случи, а барам поскоро некое пријателство, како да кажам, да можеме заедно да балансираме. Јас не сакам она кој е премногу залюбен во мене, тука ќе следува и болна љубомора. Може некој да те стопира да го работиш тоа што го сакаш, или да треба да бирам јас меѓу мојата професија и мене. Јас сум ја градила мојата кариера толку години, за утре да дојде некој маж и да сака да ме сопре од тоа. Нема како да се случи. Ти или ме прифаќаш по тој начин, јас можам да направам многу компромиси, но не и да идеш против себе. Не, никако. Љубовта е веројатно, не знам, јас тоа го размислувам и баш сакав од едно видување поинако, затоа што ти живееш еден малце послободен живот, нели, по отворен,
да кажам, како ти ја доживуваш, затоа што мислам дека е некоја состојба која се менува, која не може да остане константна. Да. Тоа ти е како моментална состојба и после тоа прераснува поскоро во некоја обсесија или нешто, или не знам. Сите ние имаме страв да не бидеме сами. И ти кога ќе се навикнеш на таа рутина, дека секој ден, пак кажувам дека мозокот е програмирање, ти како го програмираш мозокот и тој затоа секој ден ти кога ќе станеш си ја знаеш рутината, чекај кафе, чекај цигара, чекај ова. Исто и со дечкото или со партнерот. Ти кога ќе се разбудиш очекуваш порака од партнерот, добро утро, нешто убаво, мило, вечерно време. И тоа ти кога ќе го изгубиш, се плашиш дека си сам, дека веќе го немаш тоа. Може би поголема имаш обсесија некој да ти го дава тоа внимание. Да, интересно. Да види, интересна си за комуникација, твојот темперамент се чувствува и еве нели Ти од пат го успа водителот да, во Бугарија кога бев и тој вика леле како гуру ми делуваш, тој веќе немаше што да ме праша, јас зборам и го заспав. Не, тоа е заради тоа што зборуваш брзо и ги надополнуваш темите, знаеш, едноставно си го тераш муабетот и кога водителот треба многу да те прати, знаеш, и тоа е поентата за да те прати за да се надополни. А ти веќе кој ќе надополниш 2-3 теми една по друга, веројатно него му паѓа концентрацијата. Ама во секој случај мене ми се допаѓа што си така темпераментна, што така брзо си ги кажуваш отворено, искрено, не треба да ти ги влечам зборовите, зашто па од друга страна како водител па е многу поубаво и поедноставно кога збориш со човек што е без предрасуди и отворен. Да. Знаеш, немаш она тенденција некоја да сега ти му ги наметнуваш, да му ги влечеш зборовите, едноставно тоа е што е. И е поубаво и полесно кога човек сам себе се прифаќа онаков каков што е. И мислам дека ти баш си се прифатила себе си. Уште работам врз себе, значи не кажувам дека сум перфектна или дека ова е крајниот резултат, не. Уште работам врз себе, би сакала да бидам најдобрата верзија на себе си. Значи да бидам премногу горда од човекот што сум, до сега исто сум горда на човекот што сум денеска, на сето тоа што сум го постигнала како внатрешен мир, затоа што да живееш во Дубај, многу Дубај може да те расипе. Парите, луксот, сите тие флаши, работи, сега пример да отидеш во некој ресторан, што ли не веќе измислија и ќе измислат као летачки таксиња, има таму буквално, еве ако си примерно на јахта и имаш како продавница исто на продавница во самата вода. Ако случајно на јахтата цигари снемаш или нешто и тука ти доаѓа као продавница. Подвижна. Да, подвижна продавница. Еве пред некој ден бев во кино и викам леле, во вакво кино немам отидено одамна затоа што во Дубај киното ти ја легнуваш на кревет и имаш фул сервис, као се стиснуваш на едно копче па ти доаѓа келнерката, имаш мени од Тип, али некојаш ова класичното кино окна. Не бе, да, и вино многу обожавам, црвено вино на кино да пијам, тоа е. Октопус, суши, секако вид на јадење, па и органче, па си легнеш како дома си се осеќаш. Абе, беги ќе се здивелиш така, само ќе гледаш филмови и ќе јадеш. Ти прија. Не, интересно е, убаво е, но тоа сакав да кажам дека јас не дозволив таа страна мене да ме расипе, ниту премногу да се замислувам дека сум повеќе од другите со тоа што сум популарна. Имам доста привилегии во Бугарија и во Македонија и луѓето кога те знаат, сегде кога ќе покажам инстаграмот имам пола милион последбеници. И доста луѓе, пример во Бали или негде, ако го покажеш инстаграмот, они се диват на такви луѓе. И пример ќе ти дадат комплиментари цела вечера од нив. На инстаграм ми пиша дали сакаш, вика, утре да ти плюс one, да имаш брекфест со орангутан и со слончињата. Ја викам секако. Знаеш, за обмена на неколку сториња, но тоа е убаво, некое искуство, знаеш, брекфест со орангутан и во зоолошката таму да гледаш сите тие работи. И имаш доста привилегии нормално, но можеш и психички малце така да забегаш. Гледам да не забегувам. Добро, ако те повлече популарноста, сигурно дека тоа носи и негативни работи. Ама од друга страна па ако знаеш да го уживаш тоа и да се носиш со тоа, тогаш ќе ги гледаш само позитивните страни на тоа. Согласувам потполно. Па ќе како ги доживуваш работите. До кога остануваш во Македонија?
До четврток сум во Македонија, во четврток одам за Бугарија, во сабот исто ќе снимам подкаст, се надевам дека ќе ме гледате. Разбирате бугарски, македонски Да. тука. Слично. И нареден пат ќе се дружиме пак. После одиш повторно во Дубај? Сега сум go with the flow, можно Мгм. пак да се вратам, а можно таму да заминам за Дубај. Мислам и до Крушевел да отидам малце на скијање, мада не знам да скијам, ама само така да ја гледам убавината. Природата, зимската идила. Да. Супер. Годинава не видов снег, така да Беше ли доста и спотови, вака сега ќе се присетиме во овие моменти ДНК, често знаеа да те ангажираат, за жал, после сите овие трагедии. Сепак да ги спомнеме во некој контекст, да кажам дека стварно беа едни од најобожаваните групи кај нас. Какви ти беа тие искуства? Мислам и Панчо и Андре помалку го знаев, а со Панчо бев поблиска, супер дечко. Мислам немам коментар. И Андре дури последниот пат за спотот кога дојде да ме земе, баш ми кажа, вика, жена ми те следи, ти се восхитува. Знаеш, баш неколку зборови применивме, ама баш на место беа. Соработката беше супер. И со Слаткар 2-3 спота имам исто снимано. Да, е Слатка. Тоа е, најдобрите пејачи тие се. За жал веќе ги нема, но според мене секој Господ определил на секој едно време и кога мисијата во овој свет ќе ти заврши, ние тука сите сме гости на оваа земја, кога твојата мисија ќе заврши, ти си одиш. Драгана, јас ќе ти посакам среќа и да продолжиш со твоите успеси и со реализирање на твоите сонови. Амин, дај Боже. Верувам дека со ваква позитивна енергија веќе си го нашла начинот на кој стигнуваш до својата цел, ја имаш равенката за успех, како што се вика и нашиот подкаст. Ќе имам и подароци за тебе. Супер, сакам подароци. Еве, Пако Рабан подарува парфем. О, супер, не сте Ова е помни. Fon Timpex, повели. Cosmetics. Они се наши пријатели и затоа има секогаш подароци за нашите гости. Имаме ликерот кој го пиеме тука, привкусен со вкус на лешник и чоколадо измешан, има навистина прекрасен шмек. Бајадера. Адних се. Бајадера, да, повели. Фала многу. И верувам дека ќе имаме прилика да споделиме уште многу твои искуства и тоа што ти ќе го постигнеш во твојата кариера. Фала многу за поканата, искрено ти преубаво изгледаш, ти ма впишано и на Инстаграм, предвара енергија имаш и ти посакувам сето тоа што ми го посака по 10 да ти се враќа. Еден мој совет, примени ја мојата равенка и нареден пат кога ќе дојдеме може со нешто ново да се пофалиш. Се надевам дека ќе биде така. Ете, како што кажав, подарокот од Contimpex Cosmetics и другите наши пријатели кои никако не можам да ги заборавам, тоа е Каре, кој ни го опреми студиото и гледате дека навистина убаво ни изгледа амбиентот во кој си го поминуваме времето со мојата продукција со која го реализираме овој проект, Checkmate, и со моите гости кои секогаш се добро одбрани затоа што имаат добри, интересни животни приказни. Секако поздрав и до Универзитетот Фон, АУЕ Фон, првиот приватен универзитет во Македонија. Јас убаво си поминав со тебе, морам да признам. Верувам дека и нашите гледачи ќе уживаат и ќе слушнат нешто ново, нешто поинакво и нели сите видувања и сите равенки може да ги имплементирате во вашите животни искуства.